لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Почитувани браќа, почитувани сестри, асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Се сеќавате дека минатиот пат разговаравме за намазот. Сега иншааллаху теала ќе ја довршиме таа тема. Пејгамберот салаллаху алейхи ва селем се карактеризирал со една многу децидна и конкретна смиреност. Негова карактеристика, врлина и особина била тоа што секогаш бил благ, секогаш бил расположен, секогаш бил отворен за комуникација со луѓето. Меѓутоа, знаете ли од каде потекнува таа негова смиреност? Од каде доаѓа таа негова благост? Од каде доаѓа таа негова конкретност во комуникацијата со луѓето? Таа негова прекрасна стрпливост, таа негова озареност доаѓа токму од намазот, почитувани мои, кога пејгамберот салаллаху алейхи ва селем сакал да се оддалечи од секојдневните дуњалучки ситуации, кога Мухамед салаллаху алейхи ва селем сакал да ни укаже како да бараме помош од Господарот субханаху ва таала, кога се фаќаме во судир со овоземските проблеми, не советува и му вели на Билал радијаллаху анху: "Ја Билал, ерихна бис сала", о Билал, одмори не со намазот. Тоест, ајде повикај ги луѓето на намаз. Ајде езани о Билале за да се одмориме во намазот. Пејгамберот салаллаху алейхи ва селем, драги и почитувани мои, се одмарал во намазот. Значи, сите дуњалучки проблеми, работи или пречки на кои што наидувал, пејгамберот салаллаху алейхи ва селем се соочувал со истите во намазот и низ намазот. И така, на нас муслиманите, намазот треба да ни биде една духовна школа. Намазот треба да ни биде едно училиште во кое што ќе се изградиме, во кое што секојдневно се градиме, за да можеме да одговориме на секојдневните животни предизвици. Како да се соочиш со своето семејство во позитивен смисол, како да комуницираш со луѓето, како да ја шириш таа позитивна мисла, тоа верување на исламот, само преку намазот. Ако го врзеш своето срце за дуњалукот, драги и почитувани мои, никогаш нема да ја почувствуваш љубовта кон Аллах субханаху ва таала. Ако го врзеш своето срце за авторитет, ако сакаш да си популарен, ако сакаш да си почитуван, а не го врзеш своето срце за Аллах субханаху ва таала по пат на клањање намаз, тогаш никогаш нема да ја почувствуваш сласта, како да бидеш скромен кон луѓето, тоест како да ја оствари својата скромност кон возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Ако човекот го врзе своето срце премногу за богатство, браќа, сестри, за пари, таквиот човек, ако не ја почувствува сласта на намазот, никогаш нема ни да ја почувствува сласта од својот имот да дели на патот на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Ако го врзуваш своето срце само за својата сопруга, само со своите деца, никогаш нема да ја почувствува сласта да му паѓаш на сежда на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала и тој да ти биде поблизок и посакан од се и се што постои на овој свет. Вели Господар субханаху ва таала, советувајќи ги верниците: "Вастаину бисабри вассалах, ва иннаха лакабиратун илла алал хашиин." И барајте помош од Аллах. На кој начин? Барајте помош од Аллах со стрпливост и со намаз. А намазот им е тежок на луѓето, освен на богобојазливите. И обрнете сега внимание. Господарот субханаху ва таала во кој контекст го поредил говорот за намазот. Вели Господарот субханаху ва таала: "И барајте од помош од Аллах со стрпливост." И потоа вели со намаз, а не е обратно. Тоа е резултат на што? Резултат е дека човекот кој што не навикнал да биде стрплив поради Аллах, човекот кој што не навикнал стрпливо да се абдести, човекот кој што не навикнал стрпливо да се подготвува за намаз, човекот кој што не ја доживува сласта на стрпливоста кога му паѓа на Аллах субханаху ва таала на сеџда, човекот кој што на брзина, како некаков петел или кокошка, кога ги избираат зрнцата од земја,
koga ako taka klanja, a ne naviknal strpljivo da mu se moli i da bara od svojeg gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, vakviot ne od bogobojazljivite, vakviot ne može da je počustvuje ljubov ta kon vozvišeni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. A ako ne počustvuješ ljubov ta kon vozvišeni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, niz namazot i samo niz prizmata na namazot, bidejki namazot najizoštren način i oblik kako da mu bideš pokoran na svoj od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, togaž srce to kje ti bide prazno, togaž dušata kje ti bide prazna, dušata i srce to kje ti bidat kako jedno železno lonče, koje što je od nadvor ubao međutoa odvnatre ergjosano. A znajme deka medot i mlekoto se mnogo vkusni, ubavi i mnogo korisni za čovjekot. Medot i mlekoto se zborovite na gospodarot Allah subhanahu wa ta'ala, koji ako gi staviš vo to železno lonče zargjano odvnatre, duri i mlekoto i medot ke se rasipat. Međutoa, ako lonče to je ubavo, ako je sočuvano, medot i mlekoto samo što ne deka kja zgolemat negovata trajnost, tuku toa lonče kje bide sad koji što sekogaš kje bide raspoložen i čist da go primi zborot na gospodarot Allah subhanahu wa ta'ala, pa potom zborot na pejgamberot alaihi salatu wa salam, a to najubavo kje se vidi i kje se realizira koga čovjek od site dunjalučki raboti kje se odvoji, koga kje go čuje povikot dojdete na namaz, dojdete na spas, a munaficite koji što so jazicite veruvat, a srcate im se prazni, nego poznavat svoj od gospodarstvo nimnite srca, gospodar otveli za njih. Innel munafiqine fi derki asfeli minen nar. Na vistina munaficite se vo najdolnite dlabočini od pekolni od ogin. Volen teđide lehum nasira. I nikoga štije nema da najdat nekoj da im pomogne, da im go olesni toa. Ida la yadkuruna Allaha illa qalila, ti je mnogo retko gospomnuvat Allah. Gospomnuvat Allah samo u situaciji koga se pred neko ili pred nekogo da se pofalat deka vo navodnici se muslimani, neli vo ida qamu ila salati qamu kusala yurauna nas, i koga treba da trgna da klanjat namaz, tije se mrzelivi. Tije se što? Mrzelivi. To je karakteristikata, vrlinata i osobinata na munafikot, koga kje go čuje povikot za namaz da je mrzeliv i namaz od kje go klanja samo dokolku nekoj kje go vidi i dokolku znaje deka kje ostvari nekakva korist od to. Allah da ne sočuva od munafiklukot, Allah da ne čuva, da ne bideme mrzelivi, koga je namaz od prašanje i da go napuštime ovoj svet inša Allahu Teala, a da sme pred gospodara subhanahu wa ta'ala čisti i ispolneti poradi pokoruvanje to i počinetosta koje što sme imale kon nego niz prizmata na naši od namaz inša Allahu ta'ala. Wassalamu Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.